Проектите кои ги вети или за кои се заложи премиерот Груевски при посетите на повеќе населени места во Скопската општина Студеничани веќе се реализирани или пак се работи на нивна реализација. Надлежните институции уште од вчера почнаа да бараат решение за проблемите на жителите на Долно Количани и Љубош. Едните побараа водовод, а другите основно училиште. Жителите на Љубош побараа од Груевски да се заложи за изградба на училиште, бидејќи децата од овој регион патуваат во училиштата во соседните места. Мало, нема капацитет тоа, значи, и далеко е многу. Древница, Батинци, Љубош, Врапче. Сите деца не могу до школа да Колку одат пешки, може би 2 километра? 2 километра, точно, одавде до школа. 2 километра. Ги пресетуваат децата таму и не може да ги пуштаме со комби, не ги носи. Јас предлагам тогаш вторник, например, да дојдат луѓе од кај мене, да ми дадете вие контакт со кого од вас да разговара, прво да ги видиме бројките, да видиме што е реална бројка на ученици од Љубош во Али Авдович во Централното училиште, да се направи проекција, па дополнително да информирам за да не биде сега да однапред кажеме. Ветениот состанок се одржа денеска во ресорното министерство. Представници на локалната самоуправа и жители од Љубош се сретнаа со заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Денеска имавме една корисна средба со заменик министерот за образование и разговаравме за изградба на ново училиште, нова зграда во село Љубош, општина Студеничани. Добро бевме примени, разговаравме, сега останува на нас за 15 дена да му го донесеме проектот и исто така ќе дојдеме на овој состав на уште една средба. Жителите на Морене пак во неделата при средбата со премиерот Груевски побараа продолжување на автобуската линија со број 51 за околу половина километар. Што некош доаѓа тука до мост Морене, такав е налогот. Да. Значи настане И затоа има доле потреба ке фруктал да биде почетната. Значи таму има и простор за вртење. И да си тргнува таму. Значи некош доаѓа, некош не, така да се дешава да останеме на автобускат, чекајќи го, а тој да сврти тука и да замине. Од кога ќе почне тоа? Новиот Новиот систем од 1.1, а овие за овие 500 метра, Игор, може би брзо да биде тоа. Од утре? Од утре може да биде тоа. Како проект? Не. Како што им беше ветено и од премиерот и од скопскиот градоначалник Оце Драјановски, автобусот, како што побараа жителите на Морене, ја продолжи својата траса. Граѓаните задоволни велат ова значително им го олеснува патувањето до градот. Ова ни го подобрува многу повеќе, бидејќи има повеќе место слободно за возење, поголем како да речам, поголем пристап до нас во населеното место каде што се наоѓаме. До градот ни е поолеснително за да се обраќаме. Овозможи, значи, подобар пристап до одење до центар, значи, повеќе простор, бидејќи линијата 67 што поминува од Зелениково, навистина беше фул и не можеше луѓето од ова место, значи, на живење да се качат или да имаат, значи, превоз до другите населени места. Груевски на жителите во Долно Количани во неделата им вети дека ќе се заложи нивниот проблем детално да биде разгледан и да се направат обиди жителите на селото наскоро да добијат постојано снабдување со вода за пиење и други потреби. Јас денеска никакви ветувања не сакам да видам. Но многу внимателно ќе ги разгледаме работите и со градоначалникот на Скопје, ќе го поканеме и градоначалникот на Студеничани кој ќе се врати, не бил тука човекот сега, и со министерот за транспорт и врски. И се што можеме да направиме, ќе направиме, но не сакаме да ви ветиме, затоа што сакаме прво анализа да направиме. Да видиме колкави се проектите, што се, кој период ни е потребен, како е потребен и потоа ќе најдеме начин да ви информираме. Жителите на селото кое денеска го посетивме велат по посетата на премиерот, надлежните се зафатиле со работа. Вистина тоа што го рече премиерот, се остана својот збор. Вчера ни дојде две екипи, една екипа беше за испитување на водата, дали за пиење или не за пиење, зема мостри од таа водата и ги однесе веднаш во град да се испитува. Втората екипа што беше дојдена беше од инженери, 6-7 души беме на лице местото на изворите на каптажите, видеа дека се заникаде, видеа дека немат доволно вода да се пиет, да се употребат било за пиење, а воопшто за пиење не е употреблива водата. На сите три базенти ги посетиме, немаат капацитет.
а исто така и вода нема да се наполна тој. Жителите на Количани му заблагодарија на Груевски за посетата и тоа што ги слуша нивните маки за кои се надеваат дека ќе се најде решение. Многу му се благодариме, што дошол тегува село да биде, и канализацијата и водата, сакаме да биде све направено и задоволни да бидиме. Задоволни што досега не посети премиерот, досега не посетил никој вака. И најбитно ние да се направи водата. Проблемот на жителите на Долно Количани ќе биде разгледан и в четврток, кога жителите ќе имаат средба и со министерот за транспорт и врски за кој се надеваат ќе понуди решение за нивниот горлив проблем.